Во петок да се работат само 4 часа или најмногу до 13 часот, за вработените да имаат повеќе време за себе и семејствата. Ова е идеја на ДУИ која треба да стане дел од изборната партиска програма за изборите на 12 април. Ќе се намали стресот, ќе се подигне нивото на општото ментално здравје, а граѓаните ќе бидат посрекни и попродуктивни на работните места. Тенденцијата е животниот век да се зголеми идентично на скандинавските земји. Стои во предлогот на ДУИ. Иако идејата е предизборна и малку веројатна, наскоро да биде законски прифатена, таа до граѓаните допре веднаш. Па добро, колку би било тоа продуктивно, 4 сата, може, например, ајде да не е 4, нека е 6 максимум, ама 8 е превише, без ни една пауза. Значи, да, слагам се до некаде. Па не сум за. Помалку работа во неделата, а особено во петок, е тенденција во многу земји, но сметката од другата страна го вели следното. Трудите дејности би имале проблем со тоа, затоа што на крајот на краишта ако се работи 4 часа помалку, треба и плата помалку за 4 часа да се земе. За почеток треба да почнеме со тоа да оставиме можност да одредена самиот работодавач, самата компанија да одлучи дали ќе работи 4 часа или не, а не да биде тоа со закон за сите исто. Мислам дека ние треба да бидеме нација или држава, граѓани, кои што треба уште доста да работиме за да го постигнеме нивото на стандард на западноевропските земји, а тоа може да се направи преку работа, а не преку неработа. Ова веднаш упатува на тоа дека идејата во старт е конфликтна и тешко остварлива за перспективно подолг период, иако компаративната статистика од Евростат е на страна на работниците. Според оваа статистика, во Македонија се работи 42,3 часа неделно, што е повеќе во однос на други земји. Помалку од нас се работи во Англија 42,1, Швајцарија 41,8 и Грција и Португалија по 41 час неделно. Иако оваа разлика на изглед е мала, на годишно ниво разликата е значена, па од тука веројатно и расположението на граѓаните за пократка работна недела, па макар и само како можно изборно ветување.